Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Се јави за процедурално заради тоа што денеска на оваа седница се одржуваат пратенички прашања за опозицијата и според деловникот обврската е да се извести на кого ќе му се поставува прашање и кој ќе поставува прашање од опозицијата. Во дописот кој што го доставив до вас како председател, најавено е дека нашата пратеничка Јована Тренчевска ќе поставува прашање до Бесар Дурмиши, министерот за економија и труд. Истиот проблем кој што го имавме на минатата седница, да го игнорира собранието, да не присуствува и кога ќе дојде тука во собранието да укажува и да се правда колку бил зафатен со приватни работи и така натаму, денеска повторно не е тука. И мислам дека ваков однос кон собранието најмалку може да има Бесар Дурмиши од сите тука кои што се присутни. И мислам дека крајно време е да го почитуваме овој институт на пратенички прашања и да бидат министрите тука, па имате министер, па ако не може да дојде министерот, имаме заменик министер, па ако не може со еден заменик министер, дај сменете, ставиме 2-3 заменици министри, пошто имаат многу обврски натаму, нека дојдат овде, кој треба да одговара на пратенички прашања. Или пак нека кажат, слушайте, не сме спремни ние да дојдеме да одговараме на пратенички прашања, ќе седиме во влада, ќе бидеме на пат и така натаму, или си имаме други многу поважни работи од тоа што е собранието. Затоа, председателе, вие мора да го обезбедите да биде присутен тука, за да продолжиме со работава на собранието. Бидејќи не може да поставуваме прашање во ветар. Бесар Дурмиши не е тука, Маријан, заменикот Ристевски, не е тука, и сега, која е смислата на поставување на пратенички прашања, за да ги одговараме писмено? Па секој ден имаме право да поставуваме писмени прашања. Секој ден. И тие кои што ги поставуваме писмени прашања, самите на координација реагиравте дека не ни се одговараат од страна на министрите. И која е смислата да се тоа го правиме овде? Да глумиме дека имаме некаква одговорност или состојба во која што однесувањето на министрите ќе биде на ниво на одговорноста која што ја носат према собранието. И на овој начин покажуваме сосема поинаков пристап. Барам час време пауза, да си го обезбедите министерот да дојде овде и после тоа да продолжиме со работа.